Платите во текстилната индустрија во однос на некои други професии се понижувачки мали и недостоинствени, изјави председателот на текстилниот кластер Миријана Перковска во емисијата Конец. Причина за ова се ниските цени, фиксниот курс на денарот во однос на еврото и ниската продуктивност. Згора на се, државата е ортак на текстилните компании, односно на тешко заработената плата на текстилците. Не, тој не е 12.000 денари, тој е 18.000 денари. Меѓутоа, половина од платата текстилниот работник ја работи за државата. И тоа никој не го кажува, а тоа се пари кои што ги дава работодавецот за работникот. Дали се тие оправдани или неоправдани, дали треба толку да бидат или не, тоа е веќе дискусија за политички дебат. На кој начин текстилните работници може да го добијат своето? Перковска образлага. Намалување на доприносите во корист на работникот. Многу едноставно. Ако се прифатише предлогот дека од тие 18.000, од овие 6.000, само 3.000 ќе влезат, ќе бидат за државата, а 3.000 ќе биде за работникот, тој работник веднаш ќе добие 15.000 плата. Значи, нашата заложба е да се изнајде модус како директниот работник да го добие тоа што го изработил. Секоја шивачка шие со 10 души на врат. Дали се тоа пензионери, дали е државна администрација, тие треба да ги имаат големите плати. Не може да се дозволи шивачка да има 12.000 плата, што цел ден грбачи на машина, а кафе куварка да има 18 и 20.000, што варика, нека ми простат. Поради ова, текстилните работодавачи од државата повторно бараат. Ние како работодавци бараме од државните институции, односно од владата, да не поддржи во делот на зголемување на платите, но тоа не на терет на работодавците. Потребно е одредена поддршка, односно одредена помош во еден период, каде што за сметка на нов прилив на работна сила во текстилната индустрија, на подмладок, ќе се зголеми продуктивноста со паралелна на инвестирање во автоматизација и модернизација повторно со поддршка на државата, затоа што да се разбереме, ниедно производство во организирани држави не се развива само по себе и со само финансирање. Сегдека постојат одредени фондови кои ги стимулираат компаниите да се развиваат, а во тој развој се зголемува и продуктивноста, и производите, а и платите на вработените. Дали владата конечно ќе ги спроведе мерките кои како решение ги бара оваа асоциација е неизвестно, но во прашање се над 30.000 работници кои секојдневно се борат со основни екзистенцијални проблеми. Конечно, и владата и работодавачите ќе мора да сватат дека без работници нема ниту фирми, ниту стопанство, но тоа мора да се случи брзо, многу побрзо отколку што во случајот мислат политичарите.